Благодарам. Вака полетна бевте 2015-та и 16-та година, кога тогаш заедно со Заев пред владата мафтавте со една книга за живот во Македонија. Тогаш ветувавте 30.000 плата за сите, 500 км автопат, ќе го продадеме Мерцедесот, ќе купиме амбулантни возила и 7 години подоцна гледаме народот што доби од тоа. Значи истите ликови, истите протагонисти, се е исто една театарска представа во која што ликовите сметаат дека ќе се рециклираат и дека народот има кратко помнење и не им памти тоа што го направиле додека биле на власт. А што направија истиве што сега беседат за поголема плата додека беа на власт? Долгови, легализирање на криминал, собраниски седници за закони за игри на среќа, подпишување на договори сети некакви и сега тие доаѓаат и по 30 години во политиката се представуваат како нови ликови и прашуваат во што организира или учествува владата. Па вие да ве поставам едно вакво прашање како што еден познат новинар му постави на еден господин: каде живеете? Гледавте дека пред некој ден на трипартитен диалог премиерот склучи договор со синдикатите за 11.000 работници да добијат поголема плата. Тоа не е трипартитен диалог. Тука зборувате, беседите, методологијата по која што било пресметувана минималната плата. Па иста е како што ја склучи господјата пред вас. Иста е методологијата, не е смената. Тогаш заедно со Слободан Трендафилов укажаа дека имаат нова методологија за пресметка на минималната плата. Каде е проблемот тогаш? Гледате колку сте контрадикторна во изјавите кои што тука ги кажувате, па не сака некој да ви даде да зборите, па вие бегате од темата, па едно, па друго. Сега една друга работа која што сакам вака вас да ви ја поставам. Кажавте тендери и ви кажав дека многу трпеливо секој еден од вас тука го чекам на тема по тема и да ви ја кажам. Дали може вие како член на НСДП да гарантирате дека директор на едно јавно предпријатие од вашата партија не склучувал договори со истите фирми за кои што СДСМ ги обвинува? Тоа е првото прашање. Само внимавајте. Немојте да се лизнете или да отидете во длабокото. Тоа ви го поставам како прашање, вие да го одговорите. И второ прашање: дали вие сте сигурна дека во рамките на вашата пратеничка група не постои пратеник кој што порано бил функционер, кој што нема склучено повеќе договори со една од тие фирми кои што вие ги напаѓате, од сите оние бројки кои што вие ги кажувате заедно и го напаѓате ВМРО ДПМН? Дали ви се јасни прашањата? Одговорете ги овие прашања, а јас ќе ви одговорам за платата. Да, покачување на сите плати ќе има. Да, овој народ ќе живее подобро и да, покрај се што испокрадовте, покрај сите долгови што треба да ги вратиме, покрај целото стопанство што го разурнавте за да може оној итрец од југот да стане најбогат бизнисмен на Балканот, плати ќе има. И ви докажавме над 10 склучени договори и пензионери со 7.000 денари по висока пензија. Така работиме ние, така работите вие. Народот многу добро знае. Благодарам.